Господ им рече на Мојсей и Арон: зборувајте им на Израелевите синови и речете им: кога некој човек има излив од своето тело, неговиот излив е нечист. Еве во што е неговата нечистота ако го има изливот. Ако неговото тело го пушти изливот или го задржи, тој е нечист. Секоја постела на која ќе легне оној што има излив, нека е нечиста, и секој предмет на кој ќе седне, нека е нечист. А секој што ќе допре неговата постела, нека ја испере својата облека, нека се искапе во вода и нека остане нечист до вечерта. Кој што ќе седне на предмет на кој седеше оној кој имал излив, нека ја испере својата облека, нека се искапе во вода и нека биде нечист до вечерта. Кој ќе се допре од телото на оној што имал излив, нека испере својата облека, нека се искапе во вода и нека биде нечист до вечерта. Ако оној што имал излив плукне на некој што е чист, тој нека испере својата облека, нека се искапе во вода и нека остане нечист до вечерта. И секое седло на кое ќе седне оној што има излив, нека биде нечисто до вечерта. И секој што ќе се допре до нешто што било под него, нека биде нечист до вечерта. А секој кого ќе го допре со неизмиени раце, оној што има излив, нека испере својата облека, нека се искапе во вода и нека остане нечист до вечерта. Глинениот сад што ќе биде допрен од оној со изливот, нека биде скрчен, а секој дрвен сад нека биде измиен со вода. Кога ќе се очисти од тоа, оној што има излив, тогаш нека изброи 7 дена за своето очистување. Нека ја испере својата облека и нека се искапе во жива вода и нека биде чист. На 8-миот ден пак нека земе 2 грлици или 2 голапчиња, нека дојде пред Господ при влезот во шаторот на средбата, па нека му ги предаде на свештеникот. Свештеникот нека го принесе едното како принос за грев, а другото како пареница. И свештеникот ќе направи покривање на гревот пред Господ од неговиот излив. Кога човекот има семеизлив, нека го искапе во вода целото свое тело и нека остане нечист до вечерта. Секоја облека и секоја кожа на која ќе падне таков семеизлив, нека биде испрана во вода и нека остане нечиста до вечерта. Ако некоја жена легне со својот маж и тој исфрли семе, нека се искапат и нека бидат нечисти до вечерта. Кога жената има крварење, излив на крв од своето тело, нека остане во својата нечистота 7 дена. Кој ќе ја допре неја, нека биде нечист до вечерта. На што и да легне за време на својата нечистота, нека е нечисто. На што и да седне, нека е нечисто. Кој ќе ја допре нејзината постела, нека ја испере својата облека, нека се искапе во вода и нека остане нечист до вечерта. Кој ќе допре било каков предмет на кој што седела таа, нека ја испере својата облека и нека се искапе во вода и нека остане нечист до вечерта. А ако се допре до нешто што било на нејзината постела или на предметот на кој што седела таа, нека е нечист до вечерта. Ако некој маж преспие со неја, нејзината нечистота се прилепува до него и нека биде нечист 7 дена. Секоја постела на која ќе легне тој, нека е нечиста. Ако жената има крварење подолго време надвор од својот месечен ред или ако нејзиниот месечен ред продолжува, нека биде сметана за нечиста за целото време на крварењето, како да се денови на нејзиниот месечен ред. Секоја постела на која ќе легне за сето време на нејзиното крварење ќе и биде како постелата за време на нејзиниот месечен ред, и секој предмет на кој ќе седне нека стане нечист како што би било нечист за време на нејзиниот месечен ред, а секој што ќе ги допре нека биде нечист, нека испере својата облека, нека се искапе во вода и нека биде нечист до вечерта. Ако оздрави од своето крварење, нека изброи 7 дена и потоа нека биде чиста. На 8-миот ден нека земе 2 грлици или 2 голапчиња, па нека му ги донесе на свештеникот при влезот во шаторот на средбата. Свештеникот нека ги принесе едното како принос за грев, а другото како паленица, и свештеникот ќе направи да и се покрие гревот пред Господ од нејзиното нечисто крварење. Така одделувајте ги израелците од нивните нечистоти, за да не изумрат заради нив, обесветувајќи го мојот шатор што се наоѓа среде нив. Тоа е закон за човек кој има излив, за оној кого семеизливот го прави нечист, за жена во време на нечистотата на нејзиниот месечен ред, за секого, било машко, било женско, што ќе има излив, а така и за оној што ќе преспие со нечиста од крварење. По смртта на двајцата Аронови синови кои загинаа принесувајќи му на Господа непосветен оган, Господ му преговори на Мојсей. Господ му рече на Мојсей: кажи му на брата си Арон да не влегува во секое време во светилиштето за завесата, пред очистилиштето, што е врз ковчегот, за да не загине, зашто јас ќе се појавам над капакот во облак. Арон нека влегува во светилиштето вака, со јунец за принос за грев и со овен за пареница. Нека се облече во осветен ленен хитон кошула, нека облече ленени гаки на своето тело, нека се препаше со ленен појас, а на главата нека стави ленена митра капа.
тоа се свети облеки што ќе ги облече откако ќе се искапе во вода, и нека прими од Израелевата заедница 2 јарци за принос за грев и 1 овен за паленица. Откако Арон ќе го принесе јунецот за принос за грев за себе и ќе направи покривање на гревот за себе си и својот дом, нека ги земе 2 јарци и нека ги стави пред Господ при влезот во шаторот на средбата. Арон нека фрли жребка за 2 јарци и нека го одреди едниот со жребка за Господа, другиот за отпуштање. Арон нека го принесе за жртва за грев јарецот на кого жребката падна да биде Господов, а јарецот на кого жребката падна да биде за отпуштање нека биде поставен жив пред Господ, за да биде извршено покривање на гревот со него и за да биде испратен во пустината за отпуштување и за да ги понесе на себе нивните беззаконија во непродна земја. Потоа Арон нека приведе јунец за принос за грев за себе и нека направи покривање на гревот за себе си и за својот дом и нека го заколе јунецот како жртва за грев за себе. Потоа нека земе кадилница полна со вражени јаглења од жртвеникот што е пред Господ и 2 полни грста благомирислив темјан истолчен во прав. Нека го внесе тоа зад завесата. Сега нека го стави темјанот во огнот пред Господ за димото темјан да го покрие капакот над сведоштвото, така нема да загине. Потоа нека земе крв од јунецот и нека ја попрска со својот прст источната страна на капакот, а пред капакот нека попрска со својот прст 7 пати со крвта. Потоа нека го заколи јарецот за принос за грев за народот, нека внесе неговата крв зад завесата и нека направи со неговата крв како што сторил со крвта од јунецот, нека попрска со неа по капакот и пред него. И ќе го покрие од грев светилиштето заради нечистотиите на Израелевите синови и од нивните престапи во сите нивни гревови, а така нека направи и за шаторот на средбата што се наоѓа среде нив меѓу нивните нечистотии. Кога тој ќе влезе да го очистува светилиштето, нека нема никој друг во шаторот на средбата додека не излезе тој, откако ќе го изврши очистувањето за себе, за својот дом и за целото израелско општество, нека отиде кон жртвеникот што се наоѓа пред Господ и нека го очисти. Па нека земе крв од јунецот и крв од јарецот и нека положи на роговите на жртвеникот од сите страни. Нека го попрска жртвеникот со својот прст од истата крв 7 пати, така ќе го очисти и ќе го освети од нечистотиите на Израелевите синови. Кога ќе се сврши очистувањето на светилиштето, шаторот на средбата и жртвеникот, нека го приведе живиот јарец. Арон нека ги стави своите раце на главата на живиот јарец и нека ги исповеда над него сите беззаконија на израелците, сите нивни престапи и сите нивни гревови, откако ќе ги положи така на главата на јарецот, нека го испрати во пустината преку раката на определениот човек за тоа. Така јарецот ќе ги однесе со себе сите нивни беззаконија во непроодна земја и тој нека го пушти јарецот во пустина, а Арон нека влезе во шаторот на средбата, нека ги соблече од себе ленените облеки во кои беше облечен кога влегуваше во светилиштето и нека ги остави таму. Потоа нека го измие своето тело со вода на свето место и нека ја облече на себе својата облека, па нека излезе за да ги принесе својата жртва пареница и пареницата на народот и ќе се очисти себе си и народот, а лојот од жртвата за грев нека го изгори на жртвеникот. Оној кој го одведе јарецот на отпуштање нека ја испере својата облека, нека го измие своето тело во вода и потоа пак може да влезе во логорот, а јунецот за грев и јарецот за грев чија крв беше внесена во светилиштето за покривање на гревот нека ги изнесат надвор од логорот, па нека ги изгорат во оган нивните кожи, нивното месо и нивната нечистота. Кој ќе ги гори нека ја испере својата облека, нека го искапе своето тело во вода и после тоа пак може да дојде во логорот. Овој знак нека биде вечен за вас. Во 7-миот месец, на 10-тиот ден на месецот, смирете ги вашите души и не вршете никаква работа, ни домородецот, ни странецот кој е населен меѓу вас, зашто на тој ден ќе биде извршено над вас покривање на гревовите, за да бидете чисти пред Господ од сите ваши гревови. Нека ви биде тоа саботна починка, за да ги успокоите вашите души. Тоа е вечен закон. Покривањето на гревовите нека го изврши оној свештеник кој е помазан и посветен за вршење на свештеничка служба место татка си. Нека се облече во ленени облеки, свети облеки. Тој нека направи очистување на светилиштето, очистување на шаторот на средбата и жртвеникот и нека ги очисти свештениците и целото народно општество. Така ова нека биде за вас вечен закон, еднаш годишно да бидат очистувани Израелевите синови од сите нивни гревови. Тој направи како што Господ му нареди на Мојсей. Господ му рече на Мојсеја, говори им на Арона, на неговите синови и на сите Израелеви синови и рече им, еве што заповеда Господ, секој оној од Израелевиот дом, кој во логорот или надвор од логорот заколе вол или овце или коза, а не го донесе при влезот во шаторот на средбата
да ги колат надвор во полето при влезот во шаторот на црквата, кај свештеникот, и нека ги принесат како помирителни жртви. Свештеникот нека излее крвта врз Господовиот жртвеник што се наоѓа при влезот во шаторот на црквата. А лојот нека го изгори за благогоден мирис на Господ, така што во иднина неќе им ги принесуваат своите жртви на бесовите, со кои блудствуваат. Ова нека е вечен закон за нив и за нивните поколенија. И уште рече им, секој поединец од Израелевиот дом или странец кој живее меѓу вас, кој ќе принесе паленица или жртва, а не ја приведе при влезот во шаторот на црквата за да му биде принесена на Господ, тој нека биде истребен од својот народ. Натаму јас ќе се свртам против секој поединец од Израелевиот дом и така и против секој поединец меѓу вас кој би јадел каква и да е крв. Ќе го отстранам од неговиот народ секој што ќе јаде крв, зашто животот на телото е во крвта. Таа крв ја дадов вам за жртвеникот, за да ги покривате од грев вашите души, зашто оваа крв прави покривање на гревот за душата. Затоа им реков на израелците, никој од вас нека не јаде крв, нека не јаде ни странецот кој живее меѓу вас. Ако некој од израелевите синови или странец што живее меѓу вас пати во лов цвер или птица, што може да се јаде, нека ја пролее крвта и нека ја покрие со земја, зашто животот на секој тело е неговата крв. Таа е животот. Затоа им реков на израелците, не смеете да јадете крв од ниедно тело, зашто животот на секој тело е неговата крв. Секој што ќе јаде ќе биде истребен. Секој израелец или странец кој би јал цувисано или раскинато од веровите, нека ја избере својата облека, нека се искапе во вода и нека биде нечист вечерта, тогаш ќе стане чист. Но ако ја избере и ако не го искапе своето тело, нека го понесе на себе своето беззаконие. Господ му рече на Мојсеј, зборува им на израелевите синови и рече им, јас сум Господ ваш Бог, не правете како што се прави во египетската земја, каде престојувавте, ниту правете како што се прави во хананската земја, каде ве водам, не поведувајте се по нивните обичаи, исполнувајте ги моите закони, исполнувајте ги моите заповеди, одете според нив, јас сум Господ ваш Бог, затоа пазете ги моите закони и моите наредби, кој ќе ги исполнува ќе биде жив, јас сум Господ. Никој од вас нека не и се доближува на крвна роднина, за да ја открие нејзината голота. Јас сум Господ. Не откривај ја голотата на татка ти, ни голотата на мајка ти. Мајка ти е, не ја откривај нејзината голота. Не ја откривај голотата на жената на татка ти. Тоа е голота на твојот татко. Не ја откривај голотата на сестра ти, на ќерката на татка ти или на ќерката на мајка ти, било да е родена во куќата или надвор од неа. Не ја откривај срамотата на ќерката на твојот син, ниту на ќерката на твојата ќерка, па нивната срамота е твоја сопствена срамота. Не откривај ја голотата на ќерката на жената на татко ти, зашто родена од татко ти, таа ти е сестра. Не откривај ја голотата на сестрата на твојот татко, па таа е крв на татко ти. Не откривај ја ни срамотата на сестрата на мајка ти, па и таа е крв на твојата мајка. Не откривај ја срамотата на татковиот брат и не приближувај се на неговата жена, таа е твоја стрина. Не откривај ја голотата на твојата снаа, таа е жена на сина ти. Не ја откривај незината голота. Не ја откривај голотата на жената на твојот брат, тоа е голота на брата ти. Не ја откривај голотата на некоја жена и на незината ќерка. Не жени се со ќерката на незиниот син, ниту со ќерката на незината ќерка. За да им ја откриеш голотата, тие и се еднокрвни, тоа е беззаконие. Не земај за себе некоја жена заедно со сестра и, за да ја направиш соперничка, за да и ја откриеш преку неја голотата додека оваа е жива. Не приближувај се на жена кога е во нечистотата на својот месечен ред, за да и ја откриеш голотата. Не легнувај со жената на твојот ближен, ке се онечестиш со неа. Не дозволувај некое твое дете да му биде жртвувано на Молоха. Не го обечестувај името на твојот Бог. Јас сум Господ. Не легнувај со маж како што се легнува со жена, тоа е гнасно и одвратно. Да не си легнал ниту со некое животно, ќе се онечестиш од него и жената не смее да застане пред животно за да се спари со него, тоа е гнасно и бесрамно. Не се онечистувајте со ништо од тоа, со се тоа се онечистуваат народите што јас ги гонам пред вас и земјата стана нечиста, затоа ќе ја казнам за незините гревови.
па земјата ќе ги изблува своите жители. Вие пак пазете ги моите заповеди и моите закони. Не правете ниту едно од тие гнасни нешта, ни вие, ни странецот, што живее меѓу вас, зашто сите тие гнасоти и ги правеа луѓето на оваа земја што е пред вас и земјата стана загадена, за да не ве изблува и вас земјата од себе, кога вие ќе почнете да ја загадувате, како што таа ги изблува народите кои беа пред вас. Ако некој ги прави сите тие гадости, душите на тие кои го прават тоа ќе бидат истребени од својот народ. Затоа пазете ги моите повелби, за да не постапувате според гнасните обичаи според кои постапуваа пред вас и за да не се онечистите со нив. Јас сум Господ ваш Бог. Господ му рече на Мојсеј: зборувај му на целото општество на израелевите синови и речи им: бидете свети, зашто сум свет јас, Господ ваш Бог. Бојте се секој од својата мајка и од својот татко и пазете ги моите саботи, јас сум Господ ваш Бог. Не обратувајте им се на идолите и не правете си леани богови, јас сум Господ ваш Бог. Кога ќе му принесувате на Господ помирителна жртва, принесете ја така за да биде примена. Изедете ја на денот на принесувањето или утре ден, што ќе остане за задутре, нека биде изгорено во оган. Ако се најде од неа на третиот ден, ќе биде одвратно, а жртвата нема да биде примена. А кој ќе јаде, нека ги понесе последиците од гревот, зашто тој ја онечестил Господовата светина. Таквиот нека биде истребен од својот народ. Кога ќе жниете жетва во вашата земја, не дожневајте ги до крај вашите ниви, ниту собирајте ги класовите по вашата жетва. Не бери го повторно твоето лозие, не собирај ги паднатите зрна во твоето лозие, туку остави ги за бедните и за странецот. Јас сум Господ ваш Бог. Не крадете, не лажете го и не мамете го својот ближен. Не колнете се лажно во моето име и не осквернувај го името на твојот Бог. Јас сум Господ. Не искористувај го твојот ближен, ниту го ограбувај. Платата на наемникот нека не остане кај тебе до утрото. Не проколнувај го глувиот, ниту ставај пречка пред слепиот. Бој се од твојот Бог и јас сум Господ. Не правете неправда во судот, не биди пристрасен кон бедниот, ниту попуштај пред големиот. Суди му по правда на твојот ближен. Не разнесувај клевети меѓу твојот народ и не станувај против животот на твојот ближен. Јас сум Господ. Не мрази го твојот брат во твоето срце. Должност ти е да го кориш твојот ближен, така не ќе паднеш во грев заради него. Не се одмаздувај и немај злоба кон синовите на твојот народ. Љуби го својот ближен како себе си, јас сум Господ. Пазете ги моите заповеди, не оставај го твојот добиток да се спарува со друг вид. Не засевај ја твојата нива со два вида семе. Не облекувај се во облека од два вида ткаенина. Ако некој преспие со робинка која е свршена за друг, но уште не е откупена ниту и е дадена слободата, треба да бидат казнети, но не со смрт, зашто таа не е слободна. Тој нека му принесе на Господ при влезот во шаторот на средбата принос за престап, овен како жртва за својот престап. И свештеникот ќе направи да му се покрие гревот пред Господ со овенот за престап од сторениот грев и ќе му биде простен гревот што го направил. Кога ќе влезете во земјата и кога ќе засадите каква и да е овошка, сметајте ги незините плодови за необрезани. 3 години нека ви бидат необрезани, не јадете ги. На 4-та година нека бидат посветени сите незини плодови на Господовите празнувања, а на 5-та година јадете го незиниот плод и собирајте го незиниот род. Јас сум Господ ваш Бог. Не јадете со крв, не врежете и не гатајте, не стрижете косата на вашите глави кружно и не стрижете го крајот на вашите бради. Не врежувајте засеци на вашето тело за покојник, ниту засечувајте некакви знаци на себе. Јас сум Господ. Не осквернувај ја твојата ќерка, дозволувајќи и да блудствува, за да не блудствува земјата и за да не се наполни земјата со разврат. Пазете ги моите саботи. Почитувај го моето светилиште. Јас сум Господ. Не обратувајте им се на повикувачите на духови и на волшебниците. Тие биве онечистиле. Јас сум Господ вашиот Бог. Стани пред седа глава. Почитувај го лицето на старецот. Бој се од твојот Бог. Јас сум Господ. Ако странец се насели во вашата земја, не огнетувајте го. Тугинецот кој престојува со вас, нека ви биде како ваш сонародник. Љуби го како себе си, зашто и вие бевте странци во египетската земја. Јас сум Господ ваш Бог. Не правете неправда во судот, во мерките за должина, тежина и обем. Мерките нека ви бидат точни, теговити, еднакви, ефата права, инот вистински. Јас сум Господ, вашиот Бог, кој ве изведе од египетската земја. Пазете ги сите мои закони и сите мои наредби и исполнувајте ги. Јас сум Господ.
Господ му рече на Мојсеј: кажи им на израелците, кој израелец или странец ке му го отстапи своето чедо на Молоха, треба да биде погубен. Народот на земјата нека го каменува. Јас ќе се свртам против тој човек и ќе го истребам од неговиот народ, зашто тој, давајќи му го своето чедо на Молоха, го нечестил моето светилиште и го безчестил моето свето име. А ако народот ги затвори своите очи на човекот која ќе му го даде своето чедо на Молоха и не го погуби, јас ќе им се спротивставам на човекот и на неговото семејство. И ќе ги истребам од нивниот народ, него и сите кои после него ќе тргнат по Молох да му се подаваат на блуд со Молох. Ако некој им се обрати на повикувачи на духови и на вражалци, за да оди блудно по нив, јас ќе се свртам против таквиот човек и ќе го истребам од неговиот народ. Осветувајте се за да бидете свети, зашто јас сум Господ ваш Бог. Пазете ги моите закони и исполнувајте ги, зашто јас Господ ве осветувам вас. Кој ќе го проколне татка си или мајка си, нека биде погубен, зашто ги проколна татка си и мајка си, неговата крв нека падне на него. Човек кој ќе прелюбодејствува со мажина жена, кој ќе изврши прелюба со жената на својот ближен, нека биде казнет со смрт, и прелюбникот и прелюбницата. Човек кој ќе легне со жената на татка си, би ја открил голотата на својот татко, обата нека бидат казнети со смрт, нивната крв нека падне на нив. Ако некој легне со својата снаа, двата нека бидат казнети со смрт, направија родосквернавање и нивната крв нека падне на нив. Ако маж легне со маж како со жена, двајцата ќе направат одвратно и гнасно дело, нека и бидат предадени на смртта. Тоа е крајна гнасотија. Ако некој се ожени со ќерката и мајка ѝ, тоа е крајна расипаност. Нека бидат изгорени и тој и тие, за да нема беззаконие меѓу вас. Човек кој би општел полово со животно нека биде погубен. Убијте го и животното. Ако жена отиде при какво и да е животно, за да општи полово со него, убијте ги и жената и животното, нека бидат погубени. Нивната крв нека падне на нив. Ако некој се ожени со својата сестра, со ќерката на татка си или со ќерката на мајка си, па ја видел незината голота, а таа ја видела неговата, тоа е срамно дело, нека бидат истребени пред очите на нивниот народ. Тој ја открил голотата на својата сестра, нека го понесе своето беззаконие. Ако некој легне со жена во време на незиниот месечен ред и ја открил незината голота, го разголил изворот на незината крв и таа сама го открила течењето на својата крв, обата нека бидат истребени од својот народ. Не откриваја голотата на сестрата на мајка си, ниту на сестрата на татко си. Тоа е откривање на голотата на својот род. Тие нека го понесат своето беззаконие. Кој ќе легне со својата стрина, би ја открил голотата на стрина си. Нека ги сносат последиците на својот грев. Нека умрат без пород. Ако некој би се оженил со жената на брата си, би ја открил голотата на брата си. Тоа е нечисто. Нека останат бездетни. Затоа пазете ги моите закони, сите мои заповеди и исполнувајте ги, за да не ве изблува од себе земјата во која што ве водам, за да се населите во неа. Не постапувајте според обичаите на народите што јас ги гонам пред вас, зашто тие го правеа се тоа и затоа ми се згади од нив. А јас ви реков вам, вие ќе ја завладеете нивната земја, ќе ви ја предадам вам во наследство земјата во која течат млеко и мед. Јас сум Господ ваш Бог кој ве оддели вас од сите народи. Разликувајте чисто животно од нечисто, чиста птица од нечиста, и не онечистувајте се сами себе си ни со животно, ни со птица, ниту со што и да е што ползи по земјата, што јас ви ги одделив како нечисти. Бидете свети пред мене, зашто јас Господ сум свет. Јас ве одделив од народите за да бидете мои. Маж или жена кои меѓу вас ќе станат повикувачи на духови, на мртви или ќе вражаат, нека бидат казнети со смрт, нека бидат каменувани, а нивната крв нека падне на нив. И Господ му рече на Мојсеј: зборувај им на свештениците, на Ароновите синови и речи им дека не се онечистуваат со допирање на покојник во својот народ, освен за своји најблиски роднини, за мајка си, за татка си, за синот, за ќерката и за братот, и за својата сестра девица, која му е најблиска крвна роднина, која живее при него и не била мачена.
но нека не се онечистува за роднините и така да стане нечист. Нека не ја бричат главата, нека не ги стрижат краиштата на своите бради, ниту да прават засеци на своето тело. Нека му бидат свети на својот Бог, нека не го обесветуваат името на својот Бог, зашто тие принесуваат палени жртви на Господ, леп на својот Бог, затоа треба да бидат свети. Нека не се женат со блудница и со безчестена, ниту смеат да се женат со онаа која незиниот маж ја отпуштил, зашто тие се свети на својот Бог. И нека биде осветен, зашто тој го принесува лебот на твојот Бог. Нека ти биде свет, зашто сум свет јас, Господ, кој ве осветува вас. Ако свещеничка ќерка се обезчестила со блудствување, таа го безчести татка си, нека биде изгорена на оган. А веде свещеникот од своите браќа, на чија глава е излеано масло за помазание и кој е осветен да носи света облека, нека не оди со откриена глава, ниту да ја раскинува својата облека. Нека не влегува ниту при еден мртовец, не смее да се онечистува ниту за татка си, ниту за мајка си. Нека не излегува од светилиштето, за да не го онечисти светилиштето на својот Бог, зашто на себе го носи венецот на маслото со помазанието на својот Бог. Јас сум Господ. Нека земе девица за жена, не смее да се жени со вдовица, или со оставена од маж, или со обезчестена, или со блудница. Нека се жени со девица од својот народ, така нема да го загади своето потомство меѓу својот народ, зашто јас, Господ, го осветувам. Господ му рече на Мојсей, речи му на Арон, никој од твоите потомци во нивните редови, кои ќе имаат некаков телесен недостаток, не смее да се доближи да го принесува лебот на својот Бог. Ниеден на кого има недостаток не смее да пристапува, ни слеп, ни хром, ни со обезличен нос, ни со исличен член, ни таков кој има скршена рака или нога, ни подгрбавен, ни со сув член, ни со болни очи, ни лишав, ни јадежлив, ни килав, ни еден човек од потомците на свештеникот Арон кој има недостаток, нека не пристапува да принесува паленица, бидејќи има недостаток, нека не се доближува да му принесува леп на својот Бог. Може да јаде од храната на својот Бог, од светите и од пресветите жртви, но нека не доаѓа кон завесата, ниту да му пристапува на жртвеникот, зашто има недостаток. Нека не ги обесветува моите светилишта, зашто јас Господ ги осветувам. Мојсей им го кажа тоа на Арон, на неговите синови и на сите Израелеви синови. Господ му рече на Мојсей, речи им на Арон и на неговите синови, да постапуваат внимателно со светините на Израелевите синови и да не го обезчестуваат моето свето име во тоа, што тие ми ги посветуваат мене. Јас сум Господ. Кажи им, ако некогаш некој од вашите поколенија пристапи во состојба на нечистота кон светите приноси, што израелците му ги посветуваат на Господ, тој ќе биде истребен од пред моето лице. Јас сум Господ. Некој од Ароновите потомци кој ќе биде лепрозен или ќе има излив, нека не јаде од светите приноси додека не се очисти. Оној кој ќе се допре до што и да е нечисто од мртво тело или оној од кого ќе излезе семе излив, оној кој ќе се допре до некаков лазач што го прави нечист или до човек од кого може да се стане нечист, со каква и да е нечистота, оној кој ќе се допре до нешто такво, нека биде нечист до вечерта и нека не јаде од светите приноси додека не го измие своето тело во вода. Штом сонцето ќе зајде, очистене, тогаш може да јаде од светите приноси, зашто тоа му е храна. Нека не јаде ни мрша, ни раскинато од зверови, за да не се онечисти со тоа. Јас сум Господ. Нека ги пазат моите повелби, за да не навлечат вина врз себе си и онечистувајќи се со неа, за да не загинат заради неа. Јас Господ ги осветувам нив. Ни еден тугинец да не јаде од светината, ни свештениковиот гостин, ни наемникот, не смеат да јадат од светиот принос. Ако свештеникот купи некого за сребро, тој може да јаде како и оној кој се родил во неговиот дом. Тие можат да јадат од неговиот леб. Ако свештеникова ќерка се омажи за тугинец, не смее да јаде од воздигнатите свети приноси, но ако свештениковата ќерка стане вдовица или биде оставена, а нема деца, па се врати во татковата куќа, може да се храни со лебот на татка си, како во својата младост. Ниеден тугинец не смее да јаде од него. Ако некој јаде свет принос од незнаење, нека му го надомести на свештеникот, додавајќи петина.
Нека не ги сметаат за безвредни светите приноси што израелците му ги принесуваат на Господ и јадејќи ги светините би навлекле врз себе вина за престап зашто јас Господ ги осветувам. Господ му рече на Мојсей: зборувај име на Арон и на неговите синови и на сите израелци и речи им: секој човек од Израелевиот дом или странец во Израел кој донесува свој принос како завет или како доброволен дар за да се принесе на Господ како паленица, за да биде примен, треба да биде принесено машко без недостаток, било да е говедо, овца или коза. Не принесувајте ништо со недостаток на него, зашто тоа нема да ви биде примено. Ако некој му принесува на Господ помирителна жртва за да изврши некаков завет или за да направи доброволен принос, било од крупниот или од ситниот добиток, животното за да биде примено треба да биде без недостаток. Никаков недостаток не сме да има на него, никакво слепо или хромо, или со изместено, гушаво, со оток или со јадеж животно, такво не му принесувајте на Господ, ниту такво положувајте врз жртвеникот како паленица на Господ. Јунец или овца со подолг или покусчен можеш да принесуваш како доброволен принос, но ако е жртва заветница нема да биде примена. Не принесувајте му на Господ животно свиткано со слаби дробови, скршено или скопено. Не правете го тоа во вашата земја, ниту примајте такво од странец за да го принесете во дар на вашиот Бог со недостаток се, зашто се повредени, затоа нема да ви биде примено. Господ му рече на Мојсей: кога ќе се роди теле или јагне или јаре, 7 дена нека остане покрај својата мајка, од 8-миот ден може да биде примено како паленица на Господа. Не колете крава ни овца во истиот ден со нејзиното младо. Кога ќе му принесувате на Господ жртва благодарствена, принесете ја така за да биде примена, нека биде изедена во истиот ден, не оставајте од неа за наутро. Јас сум Господ. Пазете ги моите заповеди и исполнувајте ги, јас сум Господ. Не обесчестувајте го моето свето име, за да бидам свет среде израелевите синови. Јас сум Господ кој ве осветувам. Јас кој ве избавив од египетската земја, за да ви бидам ваш Бог. Јас Господ. Господ му рече на Мојсей: кажи им на израелевите синови и речи им: Господовите празници што ги свикувате се свети собири. Овие се мои празници. 6 дена се работи, а 7-миот е сабота, ден на потпол одмор. Свет собир, кога не смеете да работите никаква работа. Тоа е Господова сабота во сите ваши живеалишта. А ова се Господови празници, свети собранија, што ги свикувате во нивно одредено време. Во првиот месец, на 14-тиот ден во примрак е Господова Пасха. На 50-тиот ден на месецот е празник на бесквасните лебови на Господ. 7 дена јадете бесквасен леб. На првиот ден нека ви биде свето собрание, не работете никаква работа. И во тек на 7 денови принесувајте му жртви на Господ, а на 7-миот ден пак нека биде свето собрание. Не работете никаква работа. Господ му рече на Мојсей: кажи им на израелците и речи им: кога ќе влезете во земјата што ви ја давам и кога ќе ја пожнеете во неа жетвата, донесете му го на свештеникот првиот сноп на својата жетва. Тој нека го развижи снопот пред Господ за да биде примен за вас. Свештеникот нека го развижи утредената по саботата, а во денот на развижувањето на снопот принесете му на Господ јагне годиначе, без недостаток како паленица. Покрај тоа лебен принос 2/10 ефа чисто пшенично брашно замесени со масло како палена жртва на Господ за пријатен мирис, а со неа налевница од вино, 1/4 ин. Пред тој ден додека не ги донесете приносите на вашиот Бог, не смеете да јадете ни леб, ни прчени зрна, ни свежи класови. Тоа е вечен закон за вашите поколенија каде и да престојувате вие. А почнувајќи од утрешниот ден по саботата, денот во кој донесувате сноп за движен принос, избројте полни 7 седмици. Тогаш на денот по 7-та сабота на 50-ница принесете му на Господ нов лебен принос. Донесете му од вашите живеалишта по 2 леба за движен принос. Секој нека биде од 2/10 ефа чисто брашно, нека бидат испечени со квас, како првина на Господ. Со лебот принесете му 7 јагниња годиначиња без недостаток, 1 јунец и 2 овна како паленица на Господ, заедно со лебен принос и налевница, палена жртва за благопријатен мирис на Господ. Принесете исто и 1 јарец како жртва за грев, а 2 јагниња годиначиња за помирителна жртва. Свештеникот нека ги принесе пред Господ како движен принос со лебот од првите плодови покрај 2 јагниња. И ова е свето на Господ и нека му припадне на свештеникот. На истиот ден свикајте собир, нека ви биде свет собир, не работете никаква работа.
Тоа е вечен закон за вашите поколенија каде и да живеете вие. Кога ќе ја жнеете жетвата на вашата земја, не дожневајте ги докрај вашите ниви, ниту собирајте после вашата жетва. Остави им го тоа на бедните и на придојдениците. Јас сум Господ, ваш Бог. Господ му рече на Мојсей: кажи им на израелевите синови и речи им: во 7-миот месец, на првиот ден на месецот, нека ви биде потполн одмор, прогласен со звук на труби, свет собир. Не работете никаква работа и принесете му на Господ жртван. Господ му рече на Мојсей: освен тоа, на 10-тиот ден на тој месец се паѓа денот на очистувањето. Имајте свето собрание, смирете ги вашите души и принесете му на Господ жртва. Никаква работа не работете во тој ден, зашто тоа е ден на очистување, за да ве очисти вас пред Господа вашиот Бог. А секоја душа која не ќе се смири во тој ден ќе биде истребена од својот народ. А кој би работел некаква работа во тој ден, јас ќе го истребам него од неговиот народ. Не работите никаква работа, тоа е вечен закон за вашите поколенија во сите ваши живеалишта. Тоа нека ви биде сабота на починка, смирете ги вашите души. Вечерта на 9-тиот ден на месецот, од вечер до вечер празнувајте ја вашата сабота. Господ му рече на Мојсей: речи им на израелците: од 15-тиот ден на 7-миот месец нека се празнува 7 дена празникот на сениците. Во чест на Господа, на првиот ден, во денот на светиот собир, не работите никаква работа. 7 дена принесувај му жртва на Господ. На 8-миот ден нека ви биде свето собрание, кое ќе му принесете жртва на Господ. Тоа е свечено собрание, не работите никаква работа. Тоа се Господови празници во кои ќе свикувате свети собранија, за да му принесувате жртви на Господ, паленици, лебни приноси, жртви, закланици и налебници, секоја во нејзин определен ден. Освен Господовите саботи и освен вашите дарови, освен вашите завети и освен доброволните подароци што му ги принесувате на Господ. А на 15-тиот ден во 7-миот месец, откако ќе ги соберете плодовите на земјата, празнувајте Господов празник 7 дена. На првиот и на 8-миот ден нека е починка. На првиот ден земете убави плодови, палмини, гранки, гранчиња од широколисни дрва и од речни врби. И веселете се пред вашиот Господ Бог 7 дена. Прославувајте го Господовиот празник 7 дена во годината, тоа е вечен закон за вашите родови. Празнувајте го во 7-миот месец, живејте под шатори 7 дена. Сите родени израелци нека престојуваат пред шаторите, за да знаат вашите поколенија дека јас ги населив израелевите синови пред шаторот, која ги изведов од египетската земја. Јас сум Господ ваш Бог. И така Мојсей им ги објави на израелците Господовите празници. Господ му рече на Мојсей: нареди им на израелевите синови да ти донесат чисто масло од истолчени маслинки за светлина, за да гори светилникот непрекратно. Аарон нека го подготвува секогаш пред Господ од вечер до утро во шаторот на средбата пред завесата на сведоштвото. Ова е вечен закон за вашите поколенија. Аарон нека ги одржува непрекратно светилките на чист светилник пред Господ. Потоа земи чисто пченично брашно и од него испечи 12 погачи. Во секоја погаче нека има 0,2 ефа. Потоа нареди ги во 2 реда, по 6 во ред, на чистиот стол што е пред Господ. На секој ред стави чист темјан, тоа нека биде на лебот за спомен, принос на Господ. Во секоја сабота постојано нека бидат положувани пред Господ од израелевите синови, тоа е вечен завет. Нека им припаднат на Аарон и на неговите синови кои ќе ги јадат на свето место, зашто тоа е пресвето за нив од Господовите жртви. Тоа е вечна одредба. А синот на една израелка, роден од татко египетец, излезе меѓу израелците и зафати во логорот. Караница со еден израелец, и синот на израелката го похули името Господово и го проколна. Тогаш го доведоа при Мојсей. Името на мајка му беше Саломита, Давриина кирка од Дановото племе. Го ставија под стража додека не им се открие Господовата волја. И Господ му рече на Мојсей: изведи го хулителот надвор од логорот, а сите кои го слушна нека ги положат своите раце на неговата глава, тогаш целото општество нека го каменува. Потоа ќе им прозбориш на израелците вака: кој ќе го проколне својот Бог, ќе го понесе својот грев. Кој ќе изговори хула против Господовото име, нека биде погубен. Целата заедница нека го погуби со камења, било да е тугинец или домородец. Ако го поколи Господовото име, треба да умре. Кој ќе убие кој да е друг човек, треба да и биде
предаден на смртта, кој ќе усмрти животно треба да надомести животно за животно. Кој ќе го повреди својот ближен, нека му биде направено како што сторил тој, скршено за скршено, око за око, зап за зап. Каква повреда му направил на човекот, така да му се направи и нему. Кој ќе усмрти животно треба да го надомести, но кој ќе убие човек треба да умре. Судот нека ви биде еднаков и за придоденикот и за домородецот. Зашто јас сум Господ ваш Бог, откако Мојсей им го изложи тоа на израелевите синови, кои сведоа хулителот надвор од логорот и го засипаа со камења, и израелците направија како што Господ му заповеда на Мојсей. Господ му рече на Мојсей на Синајската гора: зборува им на израелците и кажи им: кога ќе влезете во земјата што ви ја давам, таа земја нека ја пази Господовата саботна починка. 6 години сеја твојата нива, 6 години реджи го твоето лозје и бери го неговиот плод. А на 7-та година и земјата нека ја ужива саботната починка, Господовата сабота. Не засевај ги твоите ниви, ниту режи го твоето лозје. Што ќе порасне само од себе на твојата нива, не жнеј го, ниту го бери грозјето од нережана лозница, тоа нека и биде на земјата година на почивање. Земјината починка ќе ве снабди со исхрана за тебе, за твојот слуга, за твојата слугинка, за твојот наимник и за придоненикот кој живее со тебе, а и за твојот добиток и за зверовите во твојата земја. Незините плодови нека служат за храна. Изброј 7 седмици такви години, 7 пати по 7 години, 7 години седмици, ќе ти изнесуваат 49 години. Тогаш засвири во трубата, во 7-миот месец, на 10-тиот ден на месецот, на денот на очистувањето, за трубите во труба ширум низ сета ваша земја. Таа 50-та година прогласете ја за света. Прогласете ни земјата ослободување на сите незини жители. Тоа нека ви биде прославна проштевачка година, секој нека се врати во својата татковина, секој нека се врати во својот род. Таа 50 годишница нека ви биде јубилејна година. Не сејте, не жниите што ќе порасте само од себе си, ниту берете од нережана лоза, зашто прославата треба да биде света. Хранете се со она што ќе донесе нивата од себе. Во јубилејната година секој нека се врати во своето наследство. Затоа, кога му продавате имот на свој сонародник или кога купувате од свој сонародник, не му нанесувајте штета на својот брат. Купувај од својот ближен, откако ќе го одбиеш бројот на годините на прославата, а тој нека ти продава според бројот на годините на плодособирањето. Колку повеќе години зголемија цената, колку помалку години и цената нека биде помала. Зашто она што тој ти продава е број на едногодишни полски приходи. Нека никој од вас не му нанесува штета на својот сонародник, туку бој се од твојот Бог, зашто јас сум Господ ваш Бог. Исполнувајте ги моите закони и моите наредби. Спроведувајте ги верно, на дело, па ќе живеете безопасно на земјата. Земјата ќе го дава својот род, ќе јадете до наситка и ќе живеете спокојно. Ако речете, со што ќе се храниме во 7-та година, кога не ќе сееме, ниту ќе собираме плодови, јас ќе го испратам мојот благослов на вас. 6-та година ќе роди за 3 години. Кога ќе сеете во 8-та година, ќе се храните со стари плодови до 9-та година. Додека не дојдат незините плодови, ќе јадете стари. Земјата не смее да биде продадена за секогаш, зашто земјата ми припаѓа мене, додека вие сте само странци и гости кај мене. Затоа во секој крај каде што имате земјишна сопственост треба да дозволите откупување на земјата. Ако твојот брат осиромаши и ако продава од својата татковина, нека дојде неговиот најблизок роднина и нека го откупи она што го продава неговиот брат. Ако нема некого да ја откупи, а после и самиот стане имотен и спечали средства за да ја откупи, нека ги изброи годините од продавањето, нека му исплати на купувачот износ за другот време и нека се врати на своето наследство. Ако нема средства за да ја откупи, тогаш продаденото нека остане во рацете на купувачот до јубилејната година. А кога ќе стапи во јубилејот, нека се врати на својата таткова земја. Ако некој продаде куќа за живење во град заграден со цит, може да ја откупи додека не се наполни година по продавањето. И така откупениот рок нека е 1 година. Ако не ја откупи во рок од 1 година, тогаш куќата во градот заграден со цит им останува за секогаш на купувачот и на неговите потомци. Нека не се враќа ни при прославата. Но куќите по селата што немаат зидови околу себе, нека се сметаат како недвижен имот во полето. Можат да бидат откупувани во јубилејот, купувачот треба да излезе од нив.
Куќите што се во левитските градови им припаѓаат на левитите. Левитите можат да ги откупуваат во секое време. Ако некој левит не се послужи со своето право за откуп, тогаш куќата што ќе биде продадена во градот на негова сопственост ќе му биде вратена во прославата. Зашто кај израелците куќите во градовите на левитите се нивна сопственост. Неизградената земја околу нивните градови не може да биде продадена, зашто таа е нивна сопственост за сите времиња. Ако твојот брат осиромаши и е без средства при тебе, помагај го, како е да е странец или гостин, за да може да живее со тебе. Не земај од него ни камата, ни печалба. Бој се од својот Бог и твојот брат нека живее со тебе. Не давај му сребро на заем со камата, ниту му ја давај твојата храна за печалба. Јас, Господ, вашиот Бог, ви избавив од египетската земја, за да ви ја дадам харанската земја и за да бидам ваш Бог. Ако осиромаши твојот брат кај тебе, иако ти се продаде, не присилувај го да ти служи како роб, нека биде кај тебе како наемник или надничар, нека служи кај тебе до јубилејната година. Тогаш ослободи го да си отиде од кај тебе, самиот и неговите деца со него, нека се врати во својот род и пак нека ја земе својата дедовина. Затоа што тие се мои слуги, кои јас ги изведов од египетската земја, не смеат да бидат продадени како робови. Не постапувај грубо со нив и бој се од твојот Бог. А ако сакаш да имаш робови и робинки, можете да ги купите и мачки и женски, и народите што се околу вас. Можете да ги купувате и од придодениците, кои се населени меѓу вас, од нивните семејства, што живеат со вас и што се родени во вашата земја. Таквите можат да станат ваша собственост. Нив можете да им ги предавате во наследство на вашите деца, за да ги наследат за секогаш во собственост. Кон нив можете да постапувате како кон робови. Но кон своите браќа израелевите синови никој не смее да господари со жестокост. Ако тугинецот или придоденикот кој живее со тебе се збогати, а ако твојот брат осиромаши кај него, па ако му се продаде на странецот кој живее со тебе или на кој да е потомок на семејството на придоденикот, тој може да биде откупен и по продавањето, нека го откупи некој од неговите браќа, или нека го откупи неговиот стрико, неговиот роднина или кој да е од неговото семејство, од неговата крв, или ако има средства нека се откупи сам. Нека го пресмета времето со својот купувач од годината кога му се продал до јубилејната година. Цената на неговото ослободување нека биде според бројот на годините. Времето што го поминал кај својот купувач нека се процени како време на еден наемник. Ако остануваат уште многу години, нека исплати за својот откуп сребро, сразмерно на цената со која бил купен, а ако остануваат само неколку години до јубилејната година, нека пресмета и нека исплати за својот откуп според годината на службата. Нека биде при него како наемник во сите години. Тој не смее да господари над него со жестокост пред твоите очи. Ако не биде откупен вака, тогаш тој и неговите деца со него нека си отидат во јубилејната година. Зашто израелевите синови се мои слуги, тие се мои слуги, кои јас ги изведов од египетската земја. Јас сум Господ ваш Бог. Не правете си идоли, не издигајте си ни кипови, ни спомен столбови, не ставајте во вашата земја камења со ликови, за да се клањате пред нив, зашто јас сум Господ ваш Бог. Пазете ги моите саботи и светилиштето мое да го почитувате. Јас сум Господ, ако живеете според моите закони, ако ги пазите моите заповеди и ако го спроведувате во дело, ќе ви дадам дожд во право време, па земјата ќе раѓа род, а стеблата по полето ќе донесуваат плодови. Вршењето ќе ви го достигнува гроздоберот, а бербата ќе го достигнува сеењето. Ќе јадете свој леб до наситка и ќе живеете безопасно во вашата земја. Ќе ги дадам мир на земјата, така ќе почивате и никој не ќе ве плаши. Ќе ги отстранам штетните животни од земјата. Меч нема да помине низ вашата земја. Ќе ги терате во бегство вашите непријатели, а тие ќе паѓаат пред вас од меч. 5 од вас ќе тераат во бегство, 100 од нив, 100 од вас ќе тераат во бегство, 10.000 од нив. Да, вашите непријатели ќе паѓаат од меч пред вас. Ќе погледам кон вас и ќе направам да сте плодносни и многобројни, утврдувајќи го мојот завет со вас. Ќе се храните со стари минатогодишни жита и ќе ги изфрлите старите заради новите жита. Ќе го поставам моето живеалиште меѓу вас и нема да ве отфрлам. Ќе одам меѓу вас и ќе ви бидам Бог, а вие ќе бидете мој народ. Јас, Господ вашиот Бог, ве изведов од египетската земја, за да не бидете повеќе робови. Ги скрчив врските на вашиот јарем и направив да одите исправени. Но ако не ме послушате и ако не ги исполните сите овие мои заповеди, ако ги отфрлите моите закони,
Ако ги изгасите моите наредби и ако го нарушите мојот завет, не исполнувајќи ги сите мои заповеди, еве како ќе постапам со вас. Ќе ви испратам ужас, изнемоштеност и треска што ги расипуваат очите и што ја измечуваат душата. Напразно ќе ги сеете вашите посеви, вашите непријатели ќе се хранат од нив. Јас ќе го свртам моето лице од вас и вашите непријатели ќе ве убиваат. Оние што ве мразат ќе господарат над вас, ќе бегате и тогаш кога никој не ќе ве гони. Па ако не ме послушате и покрај тоа, јас ќе ве казнувам 7кратно за вашите гревови. Јас ќе ја скршам гордоста на вашата сила. Небото ќе го направам како железо, а вашата земја како бакар. Напразно ќе се троши вашата сила. Земјата не ќе ви го дава повеќе својот род, ниту дрвата на земјата ќе го донесуваат своите плодови. Ако се противите уште и натаму, ако не сакате да ме послушате 7кратно, ќе ги изголемам врз вас раните за вашите гревови. Ќе ги пуштам горските зверови на вас, за да ве лишат од децата, за да ви го издават добитокот и ќе ве намалат, така што патиштата ќе ви ги запустат. Ако и тоа не ве поправи, па ако продолжите со живеењето што ми се противи, тогаш и јас ќе ви се спротивам вам и самиот ќе ве удрам 7кратно за вашите гревови. Ќе доведам меч на вас, нека се исколи со одмаза за заветот. А кога ќе се соберете во вашите градови, ќе испредам помор на вас и ќе бидете предадени во рацете на непријателот. А кога ќе ви го прекратам снабдувањето со леп, 10 жени ќе ви печат леп во една печка, ќе ви дадам леп со мерка, ќе јадете, но нема да бидете сити. Ако и после тоа не ме послушате, туку ми се спротивставувате и натаму, и јас ќе ви се спротивставувам, ќе ве казнам 7кратно за вашите гревови. Ќе јадете месо од вашите синови, ќе јадете месо од вашите ќерки, ќе ги разурнам вашите возвишени места, ќе ги разрушам вашите столбови и ќе ги фрлам вашите трупови врз вашите искрчени гнасни идоли и ќе се згнаси душата моја од вас. Ќе ги претворам вашите градови во урнатини, ќе ги запустам вашите светилишта и не ќе го мирисам повеќе вашиот благопријатен мирис. Јас ќе ја претворам земјата во пепелиште, така што вашите непријатели кои ќе се населат во неа, ќе се вчудо не видат над неа. Вас ќе ве распрснам по народите, ќе извлечам мечот зад вас, зашто вашата земја ќе биде претворена во пустина, а градовите во урнатини. Тогаш земјата ќе ги задоволи своите саботи за целото време, додека биде пуста и додека вие ќе бидете во земјата на вашите непријатели. Земјата ќе се одмори тогаш и ќе може да ги задоволи своите саботи. Се додека биде пуста ќе има починка, што не ја имаше во времето на вашите саботи, додека вие живеевте во неа. А на оние од вас што ќе останат во живот по земјите, на нивните непријатели, нив ќе им натерам страв во срцето, шумот на листот што трепери ќе ги гони во бегство, ќе бегаат како што се бега од меч, ќе паѓаат иако никој не ги гони. Ќе се сопнуваат еден од друг, како кога се бега пред меч, иако никој нема да ги гони. Не ќе се одржите пред вашите душмани, ќе изгинете меѓу народите, ќе ве голтне земјата на вашите непријатели, а кој ќе преживее од вас ќе венее во земјата на вашите непријатели заради своите беззаконија, ќе венеат и заради беззаконијата на своите татковци. Тогаш ќе ги признаат своите беззаконија и беззаконијата на своите татковци што ги направиат против мене со престапите зашто ми се противеа и јас требаше да им се спротивствувам ним и да ги воведам во земјата на нивните непријатели. Тогаш најпосле ќе се понизи нивното закоравено срце и тогаш тие ќе трпат мака за своите беззаконија. Тогаш јас ќе се сетам за мојот завет со Јаков и за мојот завет со Исак, ќе си спомнам за мојот завет со Аврам, ќе си спомнам за земјата оставена од нив, ќе ги задоволи своите саботи, кога ќе остане пуста заради нив, а тие ќе трпат заради своето беззаконие, зашто ги отфрлија моите заповеди, зашто ги презреа моите закони. Но ни тогаш, додека бидат во земјата на нивните душмани, не ќе ги отфрлам, ниту ќе ги презрам, така за да ги уништам сосем и за да го прекршам мојот завет со нив, зашто јас сум Господ, нивниот Бог. Заради нив ќе си спомнам за заветот со нивните предци, кои ги изведов од египетската земја пред очите на народите, за да бидам нивен Бог. Јас сум Господ. Тоа се повелбите, судовите и законите кои Господ ги постави меѓу себе и израелците преку Мојсей на Синајската гора. Господ му рече на Мојсей: соопшти им на Израелевите синови и речи им: кога некој сака да му направи на Господ завет што вреди колку еден човек, нека ти биде мерка маж од 20 до 60 години возраст, процени го 50 сикли во сребро, според светилнишниот сикал, а женско процени го 30 сикли.
А за возраст од 5 до 20 години твоето оценување нека биде за машко 20 сикли, а за женско 10 сикли. Ако е возраста од 1 месец до 5 години, проценувањето нека ти биде за машко 5 сикли во сребро, а оценката за женско 3 сикли во сребро. Ако е на возраст од 60 години или повеќе, оценувањето нека ти биде за машко 15 сикли, а за женско 10 сикли. Но ако некој е беден па не може да ја плати својата цена, нека го доведат пред свештеникот и свештеникот нека го процени. Но свештеникот нека процени според она што заветодавачот може да даде. Ако заветуваниот принос биде од животните што можат да му се принесуваат на Господ, секој таков принос на Господ ќе биде свет. Нека не се надоместува ниту заменува со ништо друго, добро за лошо или лошо за добро. Ако се направи замена на едно животно за друго, тогаш и заветуваното и она што го заменило ќе бидат свети. Ако заветуваниот принос биде од нечисто животно што не може да му се принесува на Господ, нека го доведат животното при свештеникот, па тој нека го процени, било скапо, било нескапо. Нека биде така како што ќе го процени свештеникот. Ако некој сака да го откупи, нека додаде петина кон неговата процена. Ако некој ја посвети својата куќа заветувајќи му ја на Господ, свештеникот нека процени дали е добра или лоша. Како што ќе ја процени свештеникот, така нека остане. Ако оној кој ја заветувал куќата сака да ја откупи, нека додаде 1/5 кон износот на незиното оценување, па нека биде негова. Ако некој му заветува на Господ дел од земјиштето во своја сопственост, процени го според неговиот посев. За 1 гомер јачмено семе 50 сикли во сребро. Ако го заветува полето во јубилејната година, нека остане според ова проценување. Но ако ја заветува нивата по јубилејната година, свештеникот нека ја пресмета цената во сребро според годините што остануваат до јубилејната година. Ако оној што ја заветувал нивата посака да ја откупи, нека додаде петина кон износот на проценувањето, па нека му остане. Ако не ја откупи нивата, туку ја продаде на друг, не може веќе да ја откупува. Кога полето ќе биде ослободено во јубилејната година, нека му биде посветено на Господ како заветувано поле и нека стане свештеникова сопственост. Ако некој му заветува на Господ дел од земјиштето што не е дел на негова сопственост, свештеникот нека му пресмета сразмерна процена до јубилејната година и во истиот ден нека го исплати износот како Господова светина. Во јубилејната година земјиштето ќе му биде вратено на оној од кого е купено, кому што му припаѓа земјишната сопственост. Секое проценување нека се врши според храмскиот сикал, 20 гери пенези 1 сикал, но никој нека не заветува првородено од добиток. И така првината му припаѓа на Господ без оглед дали е од ситен или од крупен добиток. Ако биде од нечиста стока, може да биде откупена според твојата процена, додавајќи петина кон цената. Ако не биде откупена, нека биде продадена според проценувањето, но ништо од заветуваното од она што му е заветувано на Господ, било да е од човек или од животно или негово наследно земјиште, ништо што од човек му го посоветил со завет на Господ не може ни да се продаде ни да се откупи. Се што е заветувано е голема Господова светина, ни еден човек над кого е изречено проклетство не смее да се откупува, треба да биде погубен. Секоја десетина од земјата, од полските посеви и од плодовите на дрвата му припаѓа на Господ, тоа е Господова светина. Ако некој сака да откупи нешто од својот десеток, кон тоа треба да додаде 1/5 од цената. Секој десеток од крупниот и од ситниот добиток, односно секој десеток што поминува под пастирскиот стап, нека му биде посветено на Господ. Нека не се гледа дали е добро или лошо и нека не се заменува. Сепак ако се замени, тогаш нека биде свето и едното и другото и не смее да се откупува. Тоа се заповедите што Господ му ги даде на Мојсей за израеливите синови на Синеската гора.